Добро вечер, во 24 анализа вечерва со мене Менче Атанасова Точи. Гостин е министерот за здравство Венко Филипче. Добро дојдовте. Добро ве најдов. Деновиве имавте пресконференција, утринава имавте една неформална средба со новинарите пред новогодишно. Се видовме, ги кажавте вашите визии за подобро здравство. Стигнали на трепартиските тензии, бидејќи прилично беше затегната атмосферата околу вашиот избор, не само со Алијансата на албанците, туку и внатре во СДСМ со одредени лоби групи, имаше притисоци, се извадија под тепих многу работи кои што излегува во јавноста. Како гледате на сето ова од сега и кон вашите колеги кои што беа против вашата кандидатура за министер? Јас дојдов од позицијата на советник на претседател на владата Зоран Заев за здравство. И морам да ви кажам дека сум преокупиран со нашите идеи и планови за тоа како ќе ги имплементираме плановите за да го напредиме нашиот здравствен систем. Сврсто сум уведен дека во тоа улога и удел треба да земат сите мои наши колеги. Сега ќе се смират страстите, конечно се знае кој е министер. Влеговте во Министерството за здравство, формиравте ли веќе тим? Тимот се формира, таму има огромен број на луѓе кои што со години работат во Министерството, се одлични познавачи на приликите, на регулативите, на законите и искрено се надевам, а веќе има и многу позитивни сигнали од сите луѓе кои што работат таму, дека се спремни сериозно да сработиме и да почнеме да работиме унасока на тоа што се нашите планови. Ке има ли некаква реорганизација во самото министерство, кога сме веќе тука кај министерството, бидејќи кој министер како дојде, секогаш си го остава тимот внатре? Што се случи со тимот на екс-министерот Таравари, тимот на екс-министерот Тодоров? Работи таму, тоа се државни советници, 10 луѓе. Чинам дека има превработеност во Министерството за здравство, ќе се прави ли таму некаква реорганизација? Организацијата е таква да се таму наоѓаат повеќе сектори кои ги покриваат сите делови на здравствениот систем. Нормално луѓето се дојдени во различни временски периоди и со текот на времето стекнувале и искуство и експертиза и сметам дека сечи искуство е ценето и драгоцено. Секој треба да остане? Па гледайте, да ви кажам, систематизацијата е таа која што е. Така да ќе го искористиме сечи потенцијал и искрена желба да соработува. Имате ли сознанија каква е состојбата во Министерството за здравство, бидејќи се шпекулира дека се одлеваат доста пари од таму, а и дел од програмите досега не се реализираат. Тука се ретките болести, превентивата, значи одредена сума пари која што беше одредена за пациентите, не се трошеше до крај. Имате ли сознание каква е финансиската состојба во Министерството за здравство, особено што се трошеа доста пари од претходната гарнитура и за реклами, и за кампањи? Јас сум таму само 4 дена и во овие 4... Но векте советник на Тодоров. И во овие 4... Може да знаете. И во овие 4 дена упорно се трудам да ги дознам сите работи во однос на организацијата, во однос на состојбата со секторите, во однос на програмите, токму во текот на вчерашниот и денешниот ден, заедно со луѓето од Министерството, со заменикот министер, со државниот секретар, работиме на програмите кои што треба да се имплементираат следната година. Ги гледаме и ги споредуваме буџетите, како се планирале. Потрошени ли се сите пари до сега или останале пари? Има сосем мал број на програми кои што во кои што останале одредени суми на пари од минатата година и разговаравме за начинот на кој што тие може да се на некој начин прераспределат или програмите да се различно структурираат на некој поинаков начин за да тие средства се искористат до крај. Да појасниме дека тука се некои болести за кои што треба да се купат лекови, а се обезбедуваат преку програмите на Министерството за здравство. Со години не се трошал до крај овој денар. Здравствен денар. Имам увид во неколку програми кои што се целосно искористени, посебно за лековите. Оваа година. Така. Деновиве Министерството за здравство распиша еден оглас за државен советник, кој колку беше правнички издржан, толку беше на некој начин, да кажам, малку и дилетантски направен, а се коси со моралните норми. Немаше министер, се распиша оглас за советник на министерот, а однапред се знае неговото име. Работен е веќе во Министерството за здравство. Згора на тоа е копиран од предходниот, бидејќи советникот на екс-министерот Тодоров е
со факултет по историја. Значи се бараше историја, право и економија. Нели немаше да ги повторувате работите од вашите претходници? Јас тој оглас го затекнав. Да, беше во тек, веќе беше распишан е по постоечката систематизација. Откако се направи увид во документацијата, затоа што огласот веќе беше во тек, се види дека кандидатот совршено ги исполнува сите услови, има економски факултет и дополнителна едукација во сферата на здравствениот менеджмент, значи совршено одговара на позицијата за која што конкурира. Вие сте неврохирург. Важите за добар стручњак во вашата област. Со вашите 40 години, сега можете всушност и најмногу да дадете во медицината, но припативте да бидете министер. Верувате ли дека можат да се средат работите во еден систем каде што одамна е колабирано? Здравствен колабиран систем. Искрено верувам и тоа беше причината зашто се нафатив на оваа функција. Сметам дека постојат многу позитивни примери и искуства во земјите во регионот, во други европски земји, во бивши социјалистички земји, кои што реформите се направиле на вистинскиот начин и веќе во тие земји функционира еден модерен европски интегриран здравствен систем. Сметам дека имаме и капацитет, дека имаме и луѓе и дека со искрена и посветена работа може да постигнеме нешто. Што ќе биде првата работа со која што ќе се зафатите? Зборувам за реформи. Има неколку први работи. Една од работите на која што ќе дадеме најмногу значење и внимание е етаблирањето на еден единствен информатички систем кој што ќе ги поврзе сите јавни здравствени институции во земјата. Во моментот тој систем е дезинтегриран, секоја здравствена институција си има свој некој компјутерски систем, воопшто се нема увид во тие податоци и сметаме дека откако информатички ќе се интегрираат сите јавни здравствени установи, ќе биде многу лесно да се оди кон некои следни чекори на интеграција и рационализација на капацитетите. Има ли средства за да се направи тоа? Средства за информатичкиот систем, да. Обезбедени се? Да. Доцент сте на катедрата за хирургија на медицинскиот факултет, но јавноста ве памети не така одамна како советник на екс-министерот Тодоров, министер од владата на ДПМНЕ, чии политики доживеа дебакл и беа критикувани во јавноста. Кој ви беше предизвикот да станете советник на еден министер, чии што политики се разликуваат сосем од вашите и на владеачката гарнитура која што сега застапувате? Да се биде доктор е огромен предизвик, е привилегија. Ние во нашето секојдневно работење имаме обврска да имплементираме многу нови научни сознанија, а науката се развива со огромна брзина, стекнуваме знаење и се остановуваат вистини за нашето настанување, обстојување и престанување и имаме обврска тие нови вистини да ги имплементираме во нашето секојдневно работење. Не е спорно дека сте добар лекар. Што го советувавте Тодоров? Дотолку повеќе што кога еден доктор е и наставник, има обврска и према студентите, да таа вистина им ја прикаже, затоа што многу медицински енигми се пред нив во таа фаза од нивниот развој. Јас бев советник за неврохирургија и постигнавме една многу значајна работа на нашата клиника, тоа е етаблирање на една метода и едно пододеление кое што го нема ниту една неврохируршка клиника во региона на бивша Југославија, со тие клиники со кои што ние реално може да се споредуваме. Значи не учествувате во другите политики, го советувавте исклучиво од областа, од вашата за област? неврохирургијата. Кога се смени власта, станавте советник на премиерот Зоран Заев и тоа е тој момент што ја налути јавност. Премиерот никогаш не објасни како неврохирургот кој што важи одличен во својата област, а советуваше за една друга партиска гарнитура, стана негов советник. Како се случи тоа? На покана на претседателот на владата. Многу пати разговаравме за најавените процеси и реформи во здравството, консултиравме странски експерти и мислам дека со него заедно делиме визијата за унапредување на нашиот здравствен систем. Кој ќе биде сега советник? Предложивте ли некое име? Не. Не знаете кој ќе го советува премиерот?
Бевте и член на професорскиот контрапленум, за што изминатиот период доста се правдавте во јавноста дека ви бил подметнат лист на хартија од некој специјализант да подпишете за некакви реформи на медицинскиот факултет, чинам така рековте. Можно ли е како министер да подпишете нешто, а не знаете што подпишувате? Сте се подпишале? Како министер не. Тоа беше едно големо недоразбирање тогаш. Но да не заборавиме, никогаш не излеговте јавно и не демантиравте дека не сте член. Да, тоа беше грешка, така беше. Се признавате грешка. Потекнувате од семејство на лекари. Вашиот татко беше исто така министер од 94 до 97 година, кога си даде оставка под притисок на лекарската фела и на неговите колеги, на професорите. И за тој период е врзана една афера со препакување на лекови со поминат рок, зашто Македонија странските медиуми ја карактеризира како земја депонија на лекови. Ќе успеете ли како министер да го носите тој багаж, а да не фрлите дамка врз себе, бидејќи новинарите ќе ви дишат во врат? На новинарите им е секогаш отворена вратата и да дишат во врат и да даваат критики, позитивни и негативни. Ќе се гледа со поголемо внимание сега на вас. Искрено се надам дека се гледа со огромно внимание, затоа што тоа го гледам како коректор на мојата работа. Добро. Деновиве е карактеристична и многу актуелна ситуацијата со инсулинот. Беше драматично цел месец, иако вие велите инсулинска криза немаше. Како тоа, министре, немало инсулинска криза? 40.000 диабетичари зависни од инсулин, меѓу кои 500 деца, си позајмуваа инсулини на социјалните мрежи и секој ден се прашуваа дали утре ќе има инсулин. Што се случуваше? Вие не бевте тогаш на местото министер за здравствено, верувам дека ви објаснија надлежните таму. Се покажа дека има еден недостаток во процедурата и овие неколку денови сериозно работевме на начинот како таа процедура да ја подобриме. Имено се одолговоличи процесот на контрола на инсулини од една пратка и тоа создаде ситуација во која што количината на инсулини сериозно се намали. Мораше да се интервенира со увоз и со донација и тоа беше доволна количина да потребите целосно се покријат. Во меѓувреме стигна потврдите од соодветните лаборатории дека инсулинот е Прашавте ли како може цел месец да се проверува, во која лабораторија се проверува инсулините? Кај нас или во странство? Тоа мислам дека се проверуваше во нашата лабораторија. Одговорни за утврдување на квалитетот на лековите е Агенцијата за лекови Малмет и стигна резултатите врз основа на стандардите од производителите на инсулинот дека е инсулинот сосем квалитетен и одговара на... Значи, се пратиле во странство, бидејќи нашите лаборатории, две постоечки, немаат доволно параметри за да можат да испитуваат биолошки лекови во кои што спаѓаат инсулините. Каде во иднина ќе се испитуваат другите пратки? Ќе се реши ли тоа прашање? Ќе се реши прашањето на неколку начини. Ќе се реши на начин на кој што ќе обезбедиме доволно количини однапред. Значи не како сега, затоа што го видовме дека е еден голем пропуст. Сметаме дека доколку ги врземе добавувачите да во моментот на нарачување на потребната количина која што треба да се дистрибуира, ги задолжиме да имаат еднакво таква голема количина, која што во тој момент ќе се тестира, веќе никогаш нема да дозволиме таков ризик од недостаток на инсулин. И тоа ќе спроведеме во следната постапка за набавка на инсулините за следните 2 години. Се шпекулира дека има некаква превласт од една да се преземе пазарот на една веледрогерија да се даде друга. Има ли вистини во тие шпекулации? Да ви кажам, пазарот е отворен, може да се такмичи кој сака врз основа на законските регулативи. Обвинителството води истрага за сомнеж за фалсификувани лекови. Како ќе го решите проблемот со паралелниот увоз, кој што овозможува во државата да влезат сомнителни лекови? И какви измени предвидува новото законско решение? Новото законско решение, кое што е веќе пуштено во владината процедура, предвидува да се бара сертификат за квалитет на секоја серија од лековите која што влегува во нашата земја. Со тоа сметам дека целосно ќе се елиминира сомнежот од тоа какви лекови влегуваат во нашата земја. Во однос на процесот кој што го превземало основното на јавно обвинителство, јас тука навистина не би сакал да
коментирам ништо. Само, значи, во делот на сертификатите. Сте размислиле ли дека можеби треба да седнете и со представништвата на странските компании да се разговара, бидејќи паралелниот увоз покажа дека цените на лековите сепак може да се намалат. Беа енормно високи. Да разговарате со нив, да видите дали може да се направат некои унифицирани цени за наредните 2 до 3 години, да не ги накачуваат цените. Така ќе бидеме сигурни дека во државата влегуваат оригинални лекови. Ние сме отворени за соработка, за разговори, за преговори кога станува збор за цените. Тоа зашто нема да има компромис со квалитетот на лекот кој што ќе влезе во нашата земја, се осигуруваме со новиот начин. Само со сертификат. Само со сертификатот за квалитет, со анализа на сериите кои што ќе се донесат и со сертификати за пратење на сите серии кои што влегуваат во нашата земја, не оставаме апсолутно никаков простор за сомнеш понатаму. Остануваат истите земји кои што се додадени во законот 2013 година, а тоа се Русија, Турција, додадени се уште Норвешка, Ирска, но 98% од лековите се од Турција. Турција е земја каде што има добри стандарди и добра производствена пракса, но се губи трагот на лековите кога патуваат низ оваа држава. Тоа е воведено како промена во новиот закон. Со сертификатот Не само со сертификатот, туку и со тракинг картичката. Ние во секој момент знаеме од каде и каков бил патот на тој лек кој што влегува во нашата земја. Еве ако го земеме конкретниот пример, ќе знаеме со новиот закон. Така да Турција значи останува како држава. Да, Турција ќе остане како држава. Бизнисот со лекови носи финансиска моќ, но и политичка. Олигарците имаат силно влијание врз политиката, фармацевскиот пазар е немилосрден. Како ќе ги поставите тендерите? А да не се мешаат, да немаат влијание веледрогериите, нивните пазарења, договарања, влијанија? Наша обврска е да се осигураме дека се ќе биде според законот. Дека сите ќе ги почитуваат законските регулативи и за увоз, и за квалитет, и за тракинг овие моменти што ги спомнавме и како што кажав претходно, на секој отворен пазар може да конкурира кој сака. Тендерите, како спомнавте дека ќе правите големи тендери, едногодишни или двегодишни, ако ве разбрав. Целта на едногодишните и двегодишните тендери е прво да се поедностави постапката. Зашто да повторуваме постапката секоја година, ако истите лекови и предвидената количина ние можеме да ја предвидиме за период од 2 години. На тој начин ја поедноставуваме постапката, во исто време елиминираме овој можност заради одолговлекување на некои административни постапки да се јави на недостаток на некои од лековите. Така ќе бидеме сигурни дека континуирано ќе има лекови. Ќе бидеме сигурни со тоа, ќе бидеме сигурни со оваа промена која што ја спомнав пред малку, која што разговаравме интензивно овие денови, а тоа е како да обезбедиме соодветна резерва во секој момент. Значи во никој ситуација да не дозволиме да постои ризик да некој лек недостасува. Тоа значи дека веледрогериите ќе имаат и со закон обврска да имаат залихи од 2 до 3 месеци однапред. Кога ќе нарачаме соодветната количина која што ќе треба да се дистрибуира во тој момент, во истиот момент веледрогеријата ќе има овој обврска да таа количина ја замени во своите магазини. Како ќе го решите проблемот со долговите на клиниките? Бидејќи има клиники кои што тонат во долгови, на некои им се блокираат сметките постојано, пари за плати имаат, но за медицински потрошен материјал нема. Сами знаете, доаѓате од клиничкиот центар, дека пижамите се одамна минато, чаршавите се искинати, одвај се наоѓаат финансиски средства за медицински материјал. Како ќе ги решите долговите или тоа останува проблем на менаџерите, бидејќи еднаш веќе им беа простени долговите пред неколку години? Сигурно дека ќе работиме да изнајдеме некои финансиски механизми. Со Министерството за финансии сме во континуиран контакт. Предвидени се веќе буџетите за следната година, се прават планови како да се намалат долговите. Сигурно дека ќе се интервенира на некои места каде што е тоа многу критично, но тоа што е сигурно и тоа што може да ви уверам дека во ниеден момент нема да биде компрометирана работата на ниту една јавна здравствена установа. Ќе се направи се да се обезбедат финансиски средства за таа работа да тече и
пациентите никако да не го осетат тој момент. Нема да си купуваат лекови самите? Не, тоа нема да го дозволиме. Бидејќи сега стои на сите клиники, стои пријавете кај директорот доколку ве пратат да купите лекови, а сите сме потенцијални пациенти, сите купуваме. Добро, значи ќе работиме тоа никогаш да не се случува, да бидат обезбедени сите лекови и материјали кои што треба да се искористат во процесот на лекување и во ниеден случај квалитетот на услугата да не биде намален која што ќе добие пациентот. Имате ли сознание дека еден спрат погоре над вас, Институтот за јавно здравје, со години кубури со финансиски средства, ево загуби, блокирани му се сметките постојано, тоа е проблем на владата, но дали вие ќе делувате, ќе го изнесете проблемот? Иако мислам дека не име е непознат, но замижуваат до сега на овој проблем. Веќе се сретнав со директорот на Институтот за јавно здравје и разговаравме за овој проблем. Во моментот ги лоцираме вистинските места каде што потребна најмногу помош. Во исто време започнавме еден процес на електронизација на целокупниот процес кој што се води во Институтот за јавно здравје. Сметаме дека од тука ќе ги извлечеме најточните податоци, како и на кој начин да Зошто дошло до загуби? Да интервенираме, да ги идентификуваме местата и врз основа на тоа да понатаму интервенираме да тие на овој загуби постепено се намалуваат. Бидејќи мислам дека и тие имаат должници кои што им должат, а не можат да се ги наплатат, дел од тоа се и добар дел се и клиниките. Имате ли сознание за конфликт на интереси на директори во клинички со веледрогери, се разбира? Не, во моментот не. Немате сознание. Добро, кога сме кај директорите, ќе имали смени. Тоа е едно прашање кое што сега си го поставуваат сите, јавна тајна е сепак дека директорите се поставуваат партиски, но добар дел од нив имаат и багаж со себе. Имаше реакции во јавноста за тоа зошто се поставувани некои од нив. Ќе има ли смени? Нови смени? Смени не се планирани. Значи директорите се сега поставени во следната како веде директори. Тие се веде? Како веде директори и во следната постапка од почеток на следната година ќе се распишат конкурси за стални директори на институциите. Управните одбори се исто така проблем. Во нив членуваат луѓе кои што се од надвор и не знаат структурата на клиниката, како дише клиниката, структурата на болницата, и тоа се исто така партиски луѓе. Ќе постојат ли понатаму управните одбори затоа што тие влечат многу финансиски средства и се големо оптеретување за здравството? Ние планираме да започнеме процес и веќе се структурирана работна група во министерството заедно со правници и економисти од клиниките, во кој што ќе започнеме процесот на интеграција на клиничкиот центар. Кога ќе се случи тоа? Процесот ќе го започнеме набрзо, ќе видиме како ќе биде динамиката, потребно да се изработат многу анализи, да се сработи нешто, но верувам дека нема да изземе премногу време, затоа што ќе инсистираме тој процес да се заврши во што поскор рок. Една од причините е токму ова што го кажувате, а тоа е намалувањето на трошоците за разни управни одбори, комисии кои што сега секоја многу комисии исто така има, секоја клиника ги има нормално за своето нормално функционирање. Друго што е исто така битно во однос на формирањето на клиничкиот центар е што сметаме дека ќе донесе тоа рационализација на трошоците. Значи трошоците значајно ќе се намалат заради тоа што со обединувањето на клиниките во еден клинички центар, со интегрирањето во еден информатички систем, ќе имаме точен увид во вистинските потреби и трошоци на сите клиники. Во исто време и на тој начин ќе можеме да истите значајно ги намалиме. Тоа значи дека нема директорите сами да ги прават набавките? Ќе се прават за цел клинички центар? Така е, да. Значи нема да има набавки во 4 очи и така натаму. Се согласно законските процедури. Секогаш било согласно законските процедури, но се случува. Има ли смени на повисоко ниво? Сега сте вие сте член на СДСМ. Заменикот министер е исто така. Државниот секретар е од СДСМ. Директорот на Агенцијата за лекови, ова не е прашање до вас, е прашање до владата.
фондот исто така. Имате ли сознание дали ќе се менува? За сега немам сознание дека ќе се прават некакви смени. Значи во здравството ќе остане за сега немам информација. Оваа гарнитура. Добро, кои ви се плановите со позитивната листа на лекови? Таа е застарена, со децении не е смената. Децении можеби не, ама повеќе од една деценија сигурно не е смената. Во неја има застарени лекови. Македонија е една од ретките земји каде што пациентите примаат застарени лекови. Медицината базирана на докази не може да оди напред, бидејќи не секој може да ги купи лековите што ќе му ги препишете вие. Како ќе се формирали таа комисија фамозна конечно и ќе се внесели некој нов лек? Да, сигурно. Активно се работи од страна на Агенцијата за лекови, на луѓе од фондот, а сега веќе инициираме и од страна на Министерството за здравство да тоа сериозно се разгледа начините на кои што тоа би се направило, да стигнат информации за тоа каква е состојбата, кои лекови се сега актуелни, знаете, за долг временски период излегле различни нови генерации на... дека ќе имаме најнови и најсовремени, не верувам, тоа се скапи лекови, но барем да се тргнат тие застарени лекови. Затоа активно ќе работиме на начинот на кој што ќе го ревидираме тој процес и сигурно за многу кратко време ќе се отвори и ќе го најдеме патот по кој што ќе се ревидира позитивната листа и ќе се уфрлат нови лекови. Но и членовите на комисијата да бидат независни надвор од влијанието на веледрогериите и на странските компании. Секако експерти во своите области. Добро, во државата се регистрирани некаде околу 331 пациент со ретки болести, но јас имам сознание дека се околу 450, за 70 има ретки болести. 18 диагнози имаат лекови, останатите немаат. Ке имали лекови за сите пациенти со ретки болести, бидејќи со устав им е загарантирано правото на лекување. Иако, впрочем, ова лекување чини доста скапо, но е покриено со програмите на Министерството за здравство, а тоа значи дека парите од акцизите, од алкохолот и цигарите одат со овие луѓе. Секако активно работиме на начин на кој што ќе го подобриме функционирањето на Комисијата за ретки болести, заедно со стручњаци одговорни од клиниките во кои што тие пациенти се лечат и нормално врз основа на потребите на пациентите со ретки болести кои што се организирани во здруженија. Активно ќе работиме на зголемување на буџетот за лековите за ретки болести и секако начинот на кој што тие се дистрибуираат, начинот на кој што доаѓаат, начинот на кој што се повлекуваат во депоата на клиниките, затоа што знаете тие имаат различна динамика на трошење во зависност од болести, сакаме тој дел да го направиме да одговара на типот на болест. На истиот начин како што тоа го спомнавме претходно за инсулинот, да се осигураме дека во секој момент ќе има соодветен лек. Тоа значи дека ќе има за сите пациенти, бидејќи секогаш до сега 1/3 од пациентите немале можност да се лекуваат. Најмалку 1/3. Заради тоа што еден одреден период не функционираше. Не се само проблем недостигот на лекови, него туку затоа што добар дел од пациентите не влегле воопшто во програмата за лекување. Тоа е неправда, тоа е дискриминација и неможност за лекување, за шанса за живот. Еден одреден период не функционираше Комисијата за ретки болести, која што има за задача да ја апдейтира таа листа на пациенти со постоечки диагнози за ретки болести и да уфрли нови, доколку во моментот на овој се појавиле во државата. Веќе го иницииравме состанокот. Значи се зависи од комисии во оваа држава. Добро, ја поттикнавме работата, ја договоривме динамиката и го иницииравме процесот на електронизација. Значи тој регистар од сега натаму ќе биде електронски. Така да верувам дека тоа значено ќе подобри квалитетот на работата на сите пациенти, на целокупниот процес со сите пациенти со ретки болести. И ќе се потрошат сите средства што се наменети за нив, бидејќи имам сознание до пред неколку дена, една недела најдосна, дека не беа дотрошени сите пари за ретки болести, а пациенти немаа лекови. Во таа смисла ќе го подобриме и снабдувањето со тие лекови. Значи некој ги трошал до сега нивните пари. Значи ќе го подобриме во смисла на тоа да се осигураме да според динамиката на која што тие пациенти, а секој пациент со различна ретка болест има различна динамика на примање на лековите. Значи да обезбедиме таа динамика да одговара на типот на диагнозата. Дали е тоа секојдневно примање на терапија, дали е тоа еднаш или
по потреба за период од 3 месеци. Значи се ќе биде во зависност од диагнозата која што ќе треба таа терапија. Да појасниме дека тоа е доста скапо лекување, така, некаде чини околу 100 до 150, 120 илјади евра за некои диагнози на годишно ниво, но тоа се многу скапи лекови, така. Некои лекови кои што компаниите ги произведуваат специјално за тие диагнози. И е тешко да се внесат бидејќи за мал број на луѓе. Ние сме мал пазар. Ќе направиме се за секој пациент да добие соодветната терапија. До сега гледам се што кажавте, ветивте, ова се снима и се е забележано, да знаете. Добро, најавивте зголемување на цената на дежурствата, на ноќните дежурства, на викенд дежурствата, некаде двојно, не знам кои суми ги спомнавте, тоа е некаде половина од дежурствата на хирурзите, кои навистина имаат напорни дежурства, може би и операции и така натаму, но постојат некои гранки од медицината кои што вршат хируршки дејности, но не ги зимаат тие средства. До сега имаа многу мали дежурства, сега исто така не ги изедначивте со хирурзите. Тука пред се мислам на клиниката за уво, нос и грло и така натаму. И тие прават операции на очната клиника. Многу е тешко да веднаш се изедначат дежурствата со тие средства кои што хирурзите ги земаат за своите дежурства. Всушност, според колективниот договор, тие и не треба да бидат еднакви. Значи, другите дејности земаат негде 15 до 20% помали суми за дежурства, но сега разликите беа огромни. И така направивме напори, се одвои на голема сума на пари. Добро, и ова е добар чекор, и голем чекор е, бидејќи ова е огромен чекор, заради тоа што и медицинските сестри за 200 денари дежура, колку што ја знам некаде. Со ова зголемување ќе се зголемат цените, сумата на пари за дежурства на сите останати хируршки гранки, на интернистичките и на медицинските сестри. Ќе се зголемат и на медицинските? И на медицинските сестри, апсолутно. Јас денеска имав најверојатно со априлската исплата за платата за март. Го најавивте изголемувањето на платите за 5%, тоа ми се чини некаде од септември, зголемување кое што беше најавено и претходно. Како до зголемување од 100% на платата? Колку што знам, зголемувањето на платите ќе биде врз основа на заштедите во здравството. А како ќе се штеди во здравството? Во овој момент ги правиме анализите и сметаме дека огромен број на информации ќе добиеме откако сите здравствени институции ќе ги интегрираме во еден информатички систем. Тогаш ќе знаеме точно каква е потрошувачката. За цела држава ми зборувате? За цела држава. А како ќе штедите кога болниците се колабирани? На што ќе се штеди? Имате ли, го скениравте ли терено? Има огромен број на неискористени капацитети. Добро. Има огромен број на празни кревети. Има некои болници кои што функционираат со 30 до 40% искористеност на капацитетите. Постојат многу начини во кои што во овој бивши социјалистички земји се направила таква рационализација. Постои систем, огромни болници кај што не треба, постои систем во кој што од куратива се преминува на превентива. Постои систем во кој што од hospital based, значи од лечење во болнички услови, одреден број на работи се третираат во домашни услови. Тоа се едни од чекорите кои што сега се евалуираат и гледаме дали ќе биде тоа вистинскиот пат по кој што треба да тргнеме за да ги намалиме трошоците, а во исто време да го зголемиме квалитетот на здравствената услуга. Што значи тоа сега да појаснеме за граѓаните? Тоа значи затварање на одредени болници во некои градови кои што немаат доволно искористеност? Не, тоа во никој случај не значи затварање на болници. Значи? Тоа значи интегрирање за почеток на некои здравствени институции. Направивме проект за 3 града на кои што ќе видиме во 3 града како ќе функционира тој проект за беше тоа за Кочени, Гевгелија и Дебар, да видиме за почеток како ќе функционира интегрирањето на болницата со здравствениот дом. Да видиме дали со намалување на тие трошоци, кои што сега се практично дуплирани, да се спојат, да се спојат и да процениме дали граѓаните ќе добијат исто, па дури и подобар квалитет на здравствена услуга и тоа да биде показател дали е тоа вистинскиот пат по кој што треба да идеме.
Ја спомнавте некаде болницата во Кавадарци, која што рековте има 30% искористеност, тоа е навистина голем објект. Што со таа болница? Добро, овие некои први чекори кои што ги правиме, очекуваме да ни дадат првични информации. Целта ќе биде да процениме дали чекорите кои што планираме да ги превземеме ќе дадат соодветно добар квалитет на здравствена услуга. Знаете, во светот постојат многу иновативни работи, постојат многу новитети кои што може да се имплементираат во здравствениот систем. Ако вие гледате најчестите упатни диагнози од примарното кон секундарното и терцијарното здравство, тоа се дијабетот и кардиоваскуларните болести, постојат сериозни и модерни програми на превенција и на мониторирање на параметрите на кои што се однесува дијабетот и кардиоваскуларните болести, дали тие на овој некои иницијални третмани во однос на пациентите кои што им треба може да се изведат во домашни услови, да се појача превентивата, да се појача патронажниот сервис, на тој начин да се намали притисокот кон секундарното и терцијарното здравство, а и на долг период со намалување на компликациите да се намалат трошоците за нивно лекување понатаму. Значи, ова во никој случај не значи дека специјалистите од едно место ќе се праќаат во друго и дека ќе се укинат, се затворат одредени болници кои што да се затворат болници во овој момент не можеме да кажеме ќе се затворат. Значи ниту постојат такви планови, но сериозно, како што ви кажав, ги гледаме начините на кои што сето тоа може да го рационализираме. Сте размислили ли дека една болница, ја земавме сега болницата во Кавадарци, но не мора да значи, бидејќи ја знам како функционира, дека може капацитетот да се искористи за нешто друго. Ако таа болница сега е искористена 30%, може би е добро да се отвори некој старечки дом или бидејќи во оваа држава заедно со Министерството за труд и социјала, во оваа држава, во другите градови секогаш недостасуваат, а објекти има. На тој начин нели ќе се спасат и објектите, а ќе се добие и финансиски бенефит. Согласувам, тоа што сакаме да потенцираме дека пред да превземе било каков чекор, сакаме да се осигураме од сите аспекти. Значи и од аспект на финансите кој што го спомнуваме, но пред се од аспект на квалитет на здравствената услуга, да се осигураме дека рационализацијата нема никако негативно да се одрази врз процесите на лекување на пациентите. Како ќе се справите со одливот на лекарите? Тоа е тренд кој што се случува во сите балтански земји и тоа не може да се спречи, стана на некој начин и природен процес. Според истражувањето на Health Grouper, 90% од лекарите кои што заминаа не сакаат да се вратат назад. Но што ќе направите за овие што останаа тука да не избегаат надвор? Такви трендови постојат во околните земји, има огромни пазари во здравствени во западноевропските земји кои што имаат исто така потреба од кадар, плаќаат повеќе, не инвестираме во нив. Тоа што сакаме да го направиме е да подобриме процесот на едукација, да ги стимулираме да со едукацијата, со истражувањето, со потенцирање на компонентата на подобар квалитет на образование и на научно-истражувачка дејност, тие бидат мотивирани да останат во своите средини. Сакаме да им ги пружиме сите можности кои што едни модерни универзитетски институции, факултети во Западна Европа им ги пружаат. Верувате дека не е едноставно да... Зборуваме за едукација сега. Да, не е едноставно да... Финансиската стимулација е пресудна. Добре, еве, ние веќе почнавме со некаква финансиска стимулација, но верувате не е едноставно да работите у странство. Има многу голем број на колеги кои што заминаа и кои што сега активно контактираат со нас и сакаат да се вратат и да придонесат да го зајакне нашиот здравствен систем, да придонесат да се вратат да работат тука или да едуцираат. Се вратат да работат тука, макар и привремено, да едуцираат млади колеги и да го на тој начин зголемиме квалитетот на здравствената услуга. Ќе има ли финансиска стимулација за тие, за да ги привлечете да се вратат? Верувате дека голем дел од нив сака да дојдат така. Ке се обидете ли да им го вратите дигнитетот на лекарите, бидејќи во време на екс-министерот Тодоров тие односи беа доста нарушени? Да го слушнете нивниот глас, да ги слушнете нивните совети, нивните барања. Ке имате ли слух за вашите колеги? Министерството е отворена куќа за сите колеги. Сите реформи кои што ги планираме да ги направиме заедно, да заеднички утврдиме дека тоа е вистинскиот пат и сите заедно да работиме на имплементирање на тие процеси. Само така, кога ќе имаме задоволни лекари, може да бидеме сигурни дека ќе има и задоволни и добро третирани пациенти.
Ке има ли реформи во делот на секундарната заштита или? Добро. Тоа е отом потом. Секако. Значи ние го гледаме целокупниот здравствен систем. Како ќе се справите со корупцијата во здравството? Која што ја има? Корупцијата е работа на полицијата, на обвинителството. Освен овие мерки кои што сега ги превземаме да се покачат платите, да се покачат дежурствата, да се обидеме да го најдеме вистинскиот начин да ги подобриме условите за работа, тоа е работа на Министерството за здравство. Ке има ли измени во делот на мој термин? Доста од пациентите, но и од лекарите се жалат дека времето за преглед им е кратко, дека има голема административна процедура. Во кој дел ќе има измени, доколку тоа е нешто што не изискува никаква инвестиција, а може да се направи за брзо време. Со оглед на тоа што е тоа веќе постоечки систем, измените планираме многу брзо да ги направиме во две работи. Прво, самите клиники врз основа на спецификата на струката да ни кажат колку треба да трае дневниот преглед. Различна струка треба да трае различно. И второ, тоа што најмногу ги оптеретува лекарите е тоа што треба да работат на компјутер, додека прегледуваат или да го отргнат своето внимание, па се губи концентрацијата, значи да има административен помошник во амбулантите кој што ќе им помага да ги внесе податоците во компјутерскиот систем, додека докторот е целосно фокусиран на прегледот. Да диктира фактички на некој начин, да. На некој и тоа е начин. така во сите овој модерни здравствени системи. Затоа што една ваша колешка често го кажува вистински пример, но е како на некој начин како виц, додека ја кажувала, си ги кажувала маките пациентката, докторката запишувала и на крајот пациентката и рекла: "Ма докторке, вие си имате ваша работа, јас ви сметам, мислам, да си одам." Така да многу е важно тука да се направат промени и често се случува да падне системот и пациентите да чекаат пред врата или на шалтери пред ординациите. Тоа е работа која што секако треба да се евалуира начинот на кој што може да се Колку подобри. луѓе работат во тој систем, мој термин? Во Министерството се негде околу 15 на луѓе. Што прават толку луѓе, а често паѓа системот? Иницииравме овие денови многу процеси во кои што тој систем ќе се надгради. Како што ви спомнав претходно, прво ќе се внесат електронски сите регистри од Центарот за јавно здравје. Понатаму го иницииравме процесот на внесување на пациентите со ретки болести. Така да тука има многу работа и има и сериозни шанси тоа да се надгради, да стане систем кој што навистина ќе вреди да стане електронни health record, нешто ќе ги содржи сите податоци за пациентите, ќе бидат достапни на сите лекари во сите јавни здравствени институции. Тој не беше замислен, како добар проект е замислен, меѓутоа си ги покажа своите недостатоци кои што треба да се коригираат со текот на времето. Што е со клиничкиот центар? Ќе се гради ли? Каде ќе се гради? Што требаше да се ангажира странска консултантска куќа, странски експерт кој што ќе каже каде најдобро местото за изградба на клиничкиот, дали тоа да биде во дворот на клиничкиот или да биде на некое друго место, бидејќи сме обврзани кон банката со да не плаќаме пенали, нели, со одредени финансиски средства. Во моментот започнаме со евалуација на целокупниот проект, увид во целокупната документација, постојат повеќе анализи кои што ги праќале експерти од банката, врз основа на сите податоци кои што ги имаме, ќе одлучиме дали клиничкиот центар ќе се гради таму кај што е предвиден или ќе се бара сосем нова локација. Многу скоро, во следните неколку недели, ги очекуваме и експертите од банката на заеднички состанок. И да кажат свое мислење, нивното мислење ќе биде пресудно? Да ги кажат своите аргументи, да направат презентација и после ние врз основа на тоа да донесеме наша конечна одлука. Добро. Најавивте дека ќе го средите хаосот со возилата во клиничкиот центар. Како? Веќе е договорено да се среди хаосот на влезот со присуство на сообраќајна полиција. Што значи да се среди? Нема да се пуштаат сите возила? Не, ќе се пуштаат сите возила, но таму се случува некогаш и брзата помош да не може да влезе кога е се блокирано. Тука има возила кои што паркираат на
улицата, кои што на некој начин го компромитираат текот на сообраќајот. Тоа ќе биде едното решение. Другото решение ќе биде евалуација на можност да се направи катна гаража на еден од овој просторите внатре во клиничкиот круг. Потоа постојат некои проекти за отварање на дополнителен влез и излез, што мислам дека значајно ќе олесни циркулацијата на возила внатре во клиничкиот центар и разгледуваме можноста да обезбедиме дополнителен паркинг на некои од блиските катни гаражи за вработените. Тој паркинг беше издаден на 8 години, па потоа уште на приватна фирма, а уште на 8 години на градот. Размислувате ли дека тој паркинг може да биде од голема корист на самиот клинички центар, мислам, пред се на финансиските средства, па тие средства да се употребат некаде за лекување на некои болести, за поправки на болниците и така натаму. Таму се слеваат огромни финансиски средства. Добре, тоа е нешто кое што сигурно заслужува евалуација и разгледување на сите опции. Сега сме моментално сконцентрирани на тоа како го решиме хаосот во моментов. Да се надеваме дека ќе го решите. Лекувањето во странство е вечен проблем, иако ова е можеби прашање повеќе за фондот, но како ќе го решите во иднина тоа? Бидејќи имаше доста неправди. Некој се пушта, некој не се пушта, некои бараат оправдано да одат во странство, некои неоправдано. Некои добиваат конзилијарни мислења, други не добиваат конзилијарни мислења. Како ќе има ли секој кој што има потреба, право на лекување, а нема можност да се лекува тука, да отиде да се лекува во странство? Секако процедурата е таква да потекнува од стручните колегиуми на клиниките кои што доредуваат дали таа диагноза може да се лекува кај нас или пак нема доволно. Така беше до сега, но што ќе направите вие? Така и сега, значи да кога нема доволно експертиза или некоја опрема да се прати во странство. Тоа што сметаме дека може да се направи и да се интервенира во делот на зголемување на експертизата на нашите лекари преку едукација специфична, еве на пример целно за некоја експертиза, објаснете. Тоа значи знаење и овој капацитет да ги лекуваат болестите за кои што сега во моментов не трошиме огромни пари да се лекуваат во странство. Го евалуираме начинот за евентуално стратешко партнерство со некој еминентен универзитетски центар кој што ќе ја понуди експертизата, да бидат тука присутни доктори, кои што во нашите услови ќе почнат да ги имплементираат тие методи кои што сега не се изведуваат, а ние тие пациенти ги праќаме во странство и трошиме огромни средства. Сметаме дека за многу помала инвестиција може тие пациенти да се третираат кај нас и изгора на тоа да се надгради знаењето и експертизата на нашите лекари. Така беше со детската кардиохирургија. Доаѓаат странски лекари, па ги обучуваат нашите лекари и сега веќе ќе стартуваат самите како ново правно лице. Планирате да видат каде? Физички да се сместат на клиниката за кардиологија, зашто е веќе разговарано, има простор и со тоа целосно ќе се исполнат условите на кои што треба една детска кардиохирургија како оделение да функционира. Тоа е операциони сали спремни за кардиохирургија и катетеризациони сали за срце. Многу скоро ќе средиме. Има ли услови да се среди? Да, апсолутно има услови. Тоа го правиме откога сме се претходно увериле дека таму детската кардиохирургија вистински ќе мислам и на просторни и на довод на кислород и сите. Од секој аспект. Тоа значи дека понатаму малите деца нема да се праќаат во Бугарија, во Лондон, ќе се оперираат. Тоа значи дека сите деца на кои што им е потребна кардиохируршка третман и заштита ќе бидат упатувани на детската кардиохирургија. Ќе им се овозможи ли на пациентите да бираат меѓу приватните и државните болници? Размислувате ли на тоа? Имавме некои разговори со Министерството за финанси и тоа е практично, ако мислите на парите од Фондот за здравствено осигурување, тоа е многу тешко изводливо, тоа може да доведе до целосен колапс на здравствениот систем. Така да во овој момент не се размислува во таа насока. Значи, само услугите кои што се покриени од фондот во приватните болници може да ги искористат тие можности.
Спомнувавте јавно-приватно партнерство, што мислевте со тоа? Ги евалуираме начините на кои што тоа може да се направи и сметаме дека е одлична можност да се подобрат услугите на некои работи кои што се сега, например, во лоши услови или воопшто ги нема, да било кој што е заинтересиран да инвестира, како што преска спомнате у некои од празните на овои капацитети, да се даде услуга која што не ја примаат во моментот нашите пациенти, а некој биде заинтересиран да во истата инвестира. Тоа нема да биде нешто на принципот како што беше дадена диализата? Начинот на кој што тоа ќе го правиме, дали ќе биде приватно јавно партнерство или концесионерство, е се уште под анализа. Добро, одиме со реклами, па се враќаме во студиото. Продолжуваме со 24 анализа. Гостин е министерот за здравство Венко Филипче. Македонија е некаде на врвот на листата од земјите во развој и во европските земји по смртност на доенчиња. Што ќе се направи во тој однос? Веќе таму влегоа, нели, инспекцијата, државниот и санитарен инспекторат најавија како можни причини дека се инфекциите, интерхоспиталните инфекции, немањето доволно инкубатори, се набави инкубатори, ќе се правили анализа, регистар, зошто е толку голема смртноста на клиниката за гинекологија? Добро, некои работи веќе се востановија и веќе се почна некои постапки, процедури со кои што за многу краток временски период очекуваме барем одреден процент таа смртност да падне, се интервенира во системот за вентилација. Инкубаторите веќе се набавија. Се надевам нема по 2 доенчиња да бидат сместувани во инкубатор. Не, и се доекипираше клиниката за гинекологија со интензивисти кои ќе работат во интензивна нега и нешто е многу значајно и што сметам и сум црсто уверен дека е клучниот момент кој што ќе даде ефект, тоа е едукацијата на докторите. Со поддршка на Светската здравствена организација очекуваме експертски тимови кои што ќе ги тренираат тимовите на гинеколози, акушери и интензивисти кои што ќе ги надградат нивните знаења со цел полесно се исправат со овој проблем.
Најавивте центар за мозочни удари. Кога би се реализирало тоа и каде? Каде би бил сместен тој центар? Многу скоро постојат неколку опции каде да се смести физички. Во моментот постојат две места каде што има целосна инфраструктура, каде што има сали со ангиографија, имаме и трениран кадар. Станува збор за центар во кој што доколку пациентите стигнат навремено, сериозно, за многу голем процент може да се намали смртноста, како и последиците кои што тие ги имаат од мозочниот удар, секако дека со тоа се практично многу мал терет после тоа и за општеството и за своите семејства, има сериозно големи шанси да со имплементирањето на таа метода нема повеќе таков инвалидитет од мозочните удари и пациентите многу брзо и многу лесно се вратат во своите секојдневни активности. Лоциравте ли каде има медицинска опрема која што стои неупотребена? Претходната гарнитура потроши огромни финансиски средства за медицинска опрема. Дел од таа опрема и не се користи, стои некаде по подрумите, некаде нема квалитетен кадар што би работел со неа. Ќе го скенирате ли теренот и ќе се обучат ли луѓе да работат? Еве, например, во некои места има мамограф, а нема кој да снима на него. Јас искрено не би сакала да одам да снимам кај некој што не знае да ракува со тој апарат. Секако дека ќе се направи една детална мапа, како на процедурите кои што се даваат во здравствените институции, така и на целокупната опрема која што е таму сместена, таму кај што веќе се идентификуваше некоја опрема која што не беше користена и веќе префрлена на места каде што навистина треба, стануваше збор за некои респиратори кои што се наоѓа во болница во која што не беа искористени, се префрлија во интензивните неги во клиничкиот центар, таму каде што постои опрема за која што сметаме дека може да биде корисна за населението, а нема трениран кадар, ќе обезбедиме експертизата по еден од начините кои што ги дискутиравме претходно, да таа нова метода или начин на лекување за живе таму кај што опремата веќе е инсталирана. Одамна се размислува и доста од вашите претходници размислува за формирање на еден кома центар. Вие знаете во каква состојба е тој постоечкиот кома центар, не мислам на Карил. Зборувам за пациенти кои што се во кома константно со месеци, како ја нарегувате вие, вигилна кома. Има ли начин и можност да се отвори таков центар? Тоа е нешто што сериозно ни недостасува. Има пациенти кои што навистина им треба поддршка од респираторна машина, не се хранат сами. Не се чуваат дома, товар се за семејствата, товар се за клиниките, но треба да се сместат. И сериозно да компрометираат и нормалната работа во на интензивните неги. Сигурно дека ќе го разгледаме и тој проблем, да најдеме начин како да го решиме. И на крајот за пакетите на здравствени услуги, дали конечно пациентот ќе знае за што плаќа, колку плаќа и каква услуга здравствена ќе добие за своите пари. Разговаравме веќе за тоа. Тоа се најавува веќе 20 години. Луѓето од Фондот за здравствено осигурување ќе формираме тим кој што ќе работи на дефинирање на тој пакет. Конечно ќе почне изработката. Кога би почнало тоа? Тимот ќе се формира наскоро, треба го составиме од искусни експерти од Министерството за здравство и од фондот, така да видиме во која насока и како ќе се структурира тој пакет. Добро. Ви благодарам на разговорот. Благодарам што бевте гостин во 24 анализа, а вие останете и понатаму со програмите на телевизија 24. Пријатно.